Почни од позиција на сите 4. Дланките под рамената, колената под колковите. Повлечи го десното колено напред. Постави го зад десниот зглоб. Десното стапало оди напред, само колку што е удобно. Коленото е заштитено. Испружи ја левата нога наназад. Колку ти будот тежат кон подлогата. Провери ја карлицата. Двата колка гледаат напред. Не се навалувај на една страна. Ако карлицата не допира до подот, постави блок или перниче под десниот колк. Исправи го трупот. Продолжи горбетот нагоре. Провери ја задната нога. Колкот не се ротира нанадвор. Ногата е права и активна. Со вдишување подигни ги градите. Отвори го предниот дел од телото. За класична варијација, свитка ја задната нога во коленото. Фати го стапалото со истата страна рака или со двете раце ако е удобно. Лактите се насочени нагоре. Рамената се надолу и назад. Не притискај со сила. Отворањето доаѓа постепено. Градите се подигнати. Рбетот долг. Нема компресија во долниот грб. Вратот е долг. Погледот напред или малку нагоре. Диши мирно, без задржување на здивот. Остани во позата. 5 до 8 длабоки вдишувања. Со секој вдишување создавај простор во градите. Со секој издишување омекни ги колковите. Не форсирај. Ако има болка во коленото или долниот грб, излези веднаш. Излез од позата. Отпушти го стапалото. Исправи ја задната нога. Со помош на рацете, врати се назад во сите 4. Одмори еден здив. Потоа повтори на другата страна. Кратки корекции. Ако коленото е чувствително, скрати го аголот на предната нога. Ако долниот грб се компресира, остани во исправена варијација без фаќање на стапалото. Ако губиш стабилност, користи повеќе поддршка под карлицата. Оваа поза не се прави со повреди на колена или долен грб без соодветна поддршка. Крај.